Добар ден на сите. Денешниот прес ќе биде во врска со вложувањата во сферата на науката од страна на владата на Република Македонија. ВМРО ДПМНЕ го поздравува проектот на владата на Република Македонија со кој државните факултети и јавните научни установи ќе добијат 60 милиони евра за опремување на лабораториите. Со оглед на тоа што со децении наназад во областа наука не е инвестирано значително средства, односно многу минимални се инвестициите во науката, овој проект е навистина за поздравување и тој ќе се реализира сукцесивно во наредните 4 години. Досега бевме сведоци на замирање на научната дејност во Македонија со оглед на тоа што лабораториите беа во катастрофална состојба, опремени со застарена и скршена дотраена опрема, и со овој проект ќе се помогне на сите државни факултети, на сите јавни установи научни да добијат софистицирани опреми, со што ќе се подигне нивото на научно-истражувачката дејност, а исто така ќе им се овозможи на студентите практично да можат да стекнуваат знаења и вештини. На овој начин Република Македонија станува лидер во регионот во однос на вложувањето на средства во научно-истражувачката дејност, бидејќи ако го земеме просекот на соседните земји, ќе видиме дека повеќе од двојно во Република Македонија од буџетот се изделуваат средства за опрема за научно-истражувачки лаборатории. Уште еднашка би потенцирале дека ние сме свесни дека вложувањата во науката и во образованието можеби не даваат во моментот видливи и мерливи резултати, но сигурно остануваме на линијата на инвестирање во образование и во наука, бидејќи сме сигурни дека само на таков начин може да се подобрат состојбите во Република Македонија, односно само на таков начин можеме да создадеме компетентни луѓе, компетентни млади луѓе кои што ќе може да се надпреваруваат на пазарот на трудот. Благодарам. Прашање, значи комисија имала денеска во собрание за образование, така? Да. Донесена е одлука за педагошката евиденција, значи што е решено за педагошката евиденција, како ќе се води? Значи, јас не сум присуствувала на комисијата, меѓутоа прашањето со педагошката евиденција и документација е веќе решено во Законот за основни за средно образование и е согласно Уставот. Значи, педагошката евиденција и документација се води двојазично. Во средините, значи во оние паралелки, каде што наставата се изведува на јазик различен од македонскиот. Согласно закон. Друго прашање? Благодарам.